Во рамките на неделата на виното, вчера во Музеот на град Неготино, Центарот за лица со посебни потреби Порака и Издруженијето на слепи лица од Неготино организира етно работилница. Присутните ги поздрави директорот на Музеот на град Неготино Ристе Марков. Денес, на вториот ден од 4-дневната прослава на празникот Свети Трифун во нашиот град, ми представува чест што можам да ја отворам денешната етно работилница за ракотворби и декорации поврзани со виното и грозјето. Голема благодарност упатувам до учесниците на денешната работилница. Од една страна, корисниците на дневниот центар Порака, кои се наши стари пријатели и со нив имаме веќе организирано изложби, и од другата страна, Сдруженијето на слепи лица на град Неготино, за кој би сакал оваа работилница да биде еден почеток за идна соработка. Исто така упатувам една благодарност до младите волонтери од Општинската организација на Црвениот крст од Неготино. Јас не би должел повеќе, уште еднаш би ги пофалил учесниците, а за нивните изработки и декорации би му дал збор на самите нив да кажат нешто повеќе за истите. Потоа за своите поставки и импресиите говореа представници на Центарот за лица со посебни потреби Порака и Издруженијето на слепи лица од Неготино. Баш ни е мило што сме денеска дел од оваа етно работилница, во која што се вклучени различни категории на граѓани од целата општина. Инаку, нашите корисници од Дневниот центар на Порака Неготино, секојдневно ја имаат ова креативна работилница, како една од многуте работилници кои што се изведуваат кај нас. Овој пат мотивот беше виното и грозјето, нешто што е традиционално за нашата општина, нели? Се надеваме дека ќе ви се допаднат изработките. Нешто повеќе околу изработките може да каже Косте, тој е нашиот корисник кој што е вклучен во овие работилници. Може да каже постапката еве како се изработува едно шише. На шише се изработува од конап и од лепак и од се. Инаку изработките ќе бидат дел од штандот, кој што на 14 февруари ќе биде поставен на градскиот плоштад во општина Неготино, па ги повикуваме граѓаните да излезат, да ги видат и останатите изработки кои што ги изработуваат лицата со интелектуална попречност во нашиот дневен центар и да ја препознаат способноста и сето она што го поседуваат како позитивна карактеристика кај нив. Јас би изложил една благодарност за прв пат кога оваа година учествуваме на овој ракотворби на оваа работилница. Им благодарам на општина Неготино, на градоначалникот на општина Неготино, исто така и на музеј на град Неготино. На ова што не го возможи за прв пат да учествуваме, исто така многу благодарност до сите овие, до Порака и до се. Мислам дека и понатаму ќе продолжи соработката со општина Неготино и со градоначалникот и со музеот. И ви благодарам на вистина што земеме учество ние во оваа година. Многу сум благодарен. На крајот на присутните им собрати и председателот на Советот на општина Неготино Диме Витанов. Во името на општина Неготино ми е чест што сум денес овде дел од вас. Сакам да им се заблагодарам на сите учесници на денешниот настан. Творбите кои што ги видовме се навистина интересни, убави, во знакот на виното и на празникот кој што денес започнуваме да го чествуваме како општина Неготино. Од името на градоначалникот и од името на општина Неготино би доделил благодарници на учесниците во денешниот настан. На почетокот сакам да му се заблагодарам и на Градскиот музеј на Неготино, бидејќи се наш партнер во организација на овој настан. Витанов воедно подели благодарници на Музеот на град Неготино, како и на представниците на организациите кои изедоа учество во оваа етно работилница. И културата е ден од празнувањето недела на виното во Неготино. Токму затоа Центарот Порака за вечерва подготви театарска представа. Верица Ташева ќе ја прашаме како одговорна за овој проект, зашто станува збор, каква представа и така натаму. Значи, ние како Центар за помош на лица со ментален хендикеп, Порака Неготино се вклучивме во прославата на Ден на виното со театарската представа Вино, грозје и љубов. Значи, ние во склоп на нашите активности во Дневниот центар со корисниците имаме театарски проби. Во склоп на тие активности произлезе оваа театарска представа која се вклопи во самиот амбиент и прославата на Свети Трифун. Значи, некако излезе наменска представа. Па да, така може да се каже. Бидејќи самото тоа вино, грозје и љубов укажува на тоа. Дали дечките од Порака и досега имаат и други театарски представи работено? Да, ние веќе ова ни е четврта театарска представа.
имаме неколку претходно и за 2019, 18 веќе и 19 подготвуваме нова. Зашто се работи по самата представа? Значи, самата представа е склоп на неколку легенди, ние не сакаме да работиме на трагедии и да гледаме трагедии, така да комбинирана е од повеќе легенди во една позитивна смисла. Со позитивен крај. Една историска комедија. Може така да се каже. Текстот прилагоден? Текстот наменски, значи, напишан за нашата организација и прилагоден спрема потребите и можностите на нашите корисници. Исто морам да кажам дека е инклузивна, бидејќи вклучени се студенти, средношколци, кои што секогаш се со нас и ни помагаат при реализација на овие активности. Меѓу присутните во салата на Центарот за култура Ацо Ѓорчев беа и градоначалникот Тони Делков, како и делегација од збратимениот унгарски град Наџиката.